Здраво, добро уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за клетки природни убици, односно natural killer cells, или пак НК клетки на кратко. Овие клетки ги спомнавме уште некаде во првите видеа, каде што видовме дека они се дел од вродениот имун систем, но потекнуваат од лимфоидната лоза, за разлика нели од другите клетки на вродениот имун систем. И интересно е како всушност ги откриле овие клетки, истражувале како всушност се уништуваат тумори од страна на нашиот организам. Така, значи, правиле инвитро истражување на тумори, тумор, каде што приметиле дека имало некакви си лимфоидни клетки кои биле одговорни за уништување на туморните клетки. Но овие лимфоидни клетки, така, не се ни те, така, не се ни Б, но биле лимфоидни клетки, исто така содржали гранули. Така, евака гранули. И ова било конфузно. И понатаму откриле дека тоа всушност е друг вид на клетки кои претходно не ги откриле, но овие клетки немале рецептор како Б-ите клетките, односно не биле специфично токсични како ТЦ. Така ТЦ си има рецептор кој е специфичен рецептор и ТЦ може да биде специфично токсично. Така на некоја клетка која прикажува МХЦ со некој си пример вирусен пептид. Но овие НК клетки немале таков рецептор. Така, нема рецептор, барем нема специфичен рецептор, иако има некој рецептор, и затоа ги нарекле неспецифично токсични, односно наликувале на убици, дека они само идат и убиваат, не без некаква цел. Така, бидејќи немале рецептор, си мислеле дека само идат и убиваат. И потатаму откриле дека всушност 5 до 10% од циркулирачките лимфоцити припаѓаат на оваа група на клетки, НК клетки, и дека овие посредуваат во одбраната од интрацелуларни патогени, нели како што се вируси или пак некои бактерии габи, канцерозни клетки или пак некои оштетени клетки или клетки кои се под стрес. И овие НК клетки всушност создаваат многу имунолошко значајни цитокини. Така, значи, создаваат многу цитокини, кои ќе бележиме со виолетова боја. И вакви цитокини главно ќе бидат, со бела сега ќе бележиме интерферон гама и некои други интерлеукини, кои ќе видиме подоцна, каде што овие различни цитокини всушност многу му помагаат и на вродениот и на адаптивниот имун систем. Например, некои цитокини ќе им помагаат на макрофагите. Така, значи, некои цитокини ќе им помагаат на макрофагите подобро да фагоцитираат. Исто така помагаат и, значи, и на ти хелпер клетките, односно на клетки од адаптивниот имун систем. Во ред, значи, НК клетките се битни, имаат уште многу други. НК клетките главно се вклучени во раната одбрана од овие интрацелуларни патогени, нели, како што се вируси и бактерии. Бидејќи, замислете се дека имаме инфекција, нели, од некој си вирус. Во ред, значи имаме инфекција, сега дур се развие силен адаптивен имун систем, така адаптивен имун одговор, например од те клетките, цитотоксик, нели они беа одговорни за решавање со вируси, тоа трае 7 дена. Така, значи тоа трае 7 дена, те еднакво на 7 дена, што е многу долго време. Додека се развие силен адаптивен имун одговор од ТЦ клетките, НК клетките ја држат инфекцијата под контрола. Така, значи, не дозволуваат инфекцијата да отиде многу да се рашири. Значи, НК клетките ја држат инфекцијата под контрола на некој си начин, се додека не се развие силен адаптивен имун одговор. Значи, многу се битни. Имало правено експерименти каде што има пациенти, не дека се експериментирало, него така биле родени, кои не произведоле НК клетки. И они, иако имале Т и Б клетки во нормални концентрации, сепак и многу мали вирусни инфекции можеле да бидат смртоносни, бидејќи ги немале овие НК клетки да ги држат вирусите под контрола. Исто така имаат зголемена шанса за создавање на тумори. Сега, од кај потекнуваат НК клетките? Они всушност потекнуваат од коскената срцена, нели, рековме дека се од лимфоидната лоза, имаат заеднички прогенитор со Т клетките, но деталниот развој нивен се уште треба да се проучи. Така, значи, треба да се проучи, не е сосема се јасно. Сега е интересно дека НК клетките на својата површина имаат многу различни мембрански протеини.
некои се слични како моноцити, така че некои се слични како моноцити, така моноцит слични, некои се слични како различни гранулоцити, така како еозинофили, базофили или слично, но има и многу други мембрански молекули кои се карактеристични за НК клетките. Ali што е интересно, да различни НК клетки имаат и различни мембрански молекули. Например, оваа има некој си црвено, додека овие други немаат. Оваа, например, може да си има некој зелена мембранска молекула, додека овие другите немаат. И овдека настанува една конфузија дали овие НК клетки кои имаат различни мембрански молекули се истиве НК клетки, само што се во различна фаза на активација, можеби се во различна фаза на созревање, или пак се сосема различни субпопулации на НК клетки. Значи тоа не е јасно. Можеби има различни субпопулации на НК клетки. Значи ќе откриеме тоа во блиска иднина. Сега, некои од мембрански молекули кои се прикажани на страна на НК клетките се CD2 молекулите, кои ќе бележиме, овие нека бидат со жолта боја, овие се CD2. Исто така сретнуваме бета под единицата од рецепторот за интерлеукин 2. Ева да го направиме ова дека е рецептор за интерлеукин 2, но само бета субединица, и сретнуваме на некои, односно скоро на CD16 протеин. Океј, CD16 иначе е всушност FC гама 3 рецептор. Океј, односно ова е рецептор кој врзува имуноглобулин гама за неговиот ФЦ регион. Така, ќе го врзува имуноглобулин гама. Односно имуноглобулин Г, каде што имуноглобулин Г е всушност тешкиот синџир на имуноглобулин Г е гама тежок синџир. Океј. Иако овие НК клетки, викаме дека потекнуваат од заеднички прогенитор како те клетките, тие не мора да се развива во тимусот. Иако може да се развива во тимусот, доразвиваат не мора. Значи има луѓе кои што имаат отстранен тимус и пак се имаат функционални НК клетки, кои се исто функционални како тие што имаат тимус. Така што тоа не е толку битно најверојатно за нивниот развој. Сега НК клетките рековме дека се неспецифично токсични, односно немаат специфичен рецептор. Односно нема генетско преуредување. Така, значи нема генетско преуредување кај НК клетките. Ева, ќе бележиме. Нема генетско преуредување. Во ред. Значи нема генетско преуредување, него тие гени што си ги има, кои кодираат за рецептори, тие си се тие. Нема создавање на нови рецептори. И ова е потврдено преку експерименти каде што добиени се организми кои што буквално имаат нокаут на гените за RAG1 и за RAG2. И тие организми прават исто функционални НК клетки како и тие кои ги имаат RAG1 или RAG2. Тоа значи дека RAG1 и RAG2 не се потребни за НК клетките, односно дека наверојатно немаат генетски реаранжман. Не ги преуредуваат гените, односно немаат специфични рецептори. Имаат општо специфични рецептори. И ќе видиме. Сега, како НК клетките всушност вршат уништување, односно ги тераат во апоптоза туморните или вирусно заразените клетки. Епа механизмот е релативно сличен како тој на CTL клетките, односно на ефекторните ТЦ клетки. Односно, CTL клетките видовме нели во претходното видео дека или можат преку поврзување на фаз лигандот со фаз да отераат клетката во апоптоза, или пак теклеточниот рецептор, така кој ќе се поврзе, значи ова е теклеточен рецептор кој ќе се поврзе со соодветен пептид кој е презентиран на МКЦ, ќе ослободи перфорин, гранзими, така, кои ќе направат дупка, кај што ќе влезат гранзимите, кои ќе активираат цела каскада или регулирана од капсаза 3 понатаму. Сега, истиот механизам всушност го користат и НК клетките. Но приметувате дека кај НК клетките, иако има фаз лиганд, кој може да се поврзе со фаз, исто така ги има и овие гранули кои може да се ослободат, немаме теклеточен рецептор и немаме воопшто специфичен рецептор кој реагира специфично со вирусниот пептид. Зошто? Бидејќи НК клетката воопшто не ни препознава вируси. Она не препознава патогени, али сепак ќе може да ги уништи
клетките кои се заразени со интрацелуларни патогени. Иако не препознава антигени од патогени. Значи, ова се рима дојде, не препознава антигени од патогени, а сепак знае кои клетки треба да бидат уништени. И ова на почеток било многу конфузно, како воопшто настанува. Така си викаш, како ако не препознава антигени, како тогаш знае која клетка треба да се уништи, која не треба да се уништи. Така, значи имунолозите имале многу проблеми, не можеле тоа да го сватат зошто е ова вака. И понатаму сватиле како всушност било работата, дека НК клетките си имаат рецептори, така, значи НК клетки имаат различни рецептори, нормално сите клетки во организмот имаат различни рецептори, кои се кодирани од самата ДНА, бидејќи немаме реаранжмани. Сега, што препознаваат овие рецептори? Првично, да цртаме една клетка, вака една стандардна клетка, обична клетка, и оваа клетка, некоја си епителна клетка или што и да е, постојано се изразува на својата површина различни протеини. Во ред? Сега, здрава клетка, да речеме горната половина ќе биде здрава, а долната половина ќе биде, например, некоја си инфектирана клетка. Или пак под некој си стрес клетка. Тоа се две различни клетки, ама ја ги бележам на една, колку за да не симплифицирам, или ајде вака ќе поделам клеткава на две. Здравата клетка експресира некој си протеини на својата површина, да речеме некој си виолетов протеин, некој си зелен протеин. Вред. Значи овие протеини треба да се присутни конститутивно, односно постојано, и овие се сретнуваат во одредена количина, така да речеме имаме 3 зелени и 2 виолетови. И тоа го имаме кај здрави клетки. Но, да видиме што се случува кај инфектирана клетка, односно клетка под стрес. Кај клетка под стрес не може она да ги создават у нормални количини протеините кои би требало да си ги има на својата површина, така што она ќе создаде, не знам, еден виолетов и, не знам, ќе создаде еден зелен, но исто така ќе создаде и некои протеини кои се создаваат само при некои си стресни состојби. Например, еден ваков црвен протеин. Или, ќе ставиме повеќе црвени, за после да можам да објаснам. Например, сега 3 црвени. Во ред? Значи, овие не мора да бидат истите. Например, ќе ставиме една розева, кај што овие розевава потекнува од стресот. И сега, што се случува? Доаѓа НК клетка, и НК клетката има рецептори, каде што одреден дел од рецепторите се инхибиторни, додека другиот дел од рецепторите се активирачки. Значи, вака, тука имаме една НК клетка, и НК клеткава има рецептори, кои ќе обележиме, например, овој со зелена боја, кој е инхибиторен рецептор, и има рецептори кои се активирачки рецептори. Значи, активирачки или стимулирачки. Сега, што е фората со овие рецептори? Ако овој рецептор се врзе со соодветниот лиганд, така значи овој е лиганд, некоја си молекула или некој, дали е тоа протеин или јаглехидрат, во тој случај се праќа сигнална патека која активира фосфатази. Фосфатазите отстрануваа фосфори. Така, значи, отстранува фосфор. Односно, деактивира протеини, односно деактивира ензими. Така, значи, намалува активност на ензими. Значи, кратко пишано. Додека активирачките рецептори, ако се врзат со соодветен лиганд, тие активираат кинази. Односно, киназите додаваа фосфори, така, значи, додаваат фосфори, односно, они активираат ензими. Така, значи, активираат различни ензими. Сега, НК клетката постојано добива и активирачки сигнали и инхибиторни сигнали. Но поентата е,
кои сигнали ќе надвладеат. Например, добие при некое си поврзување 30 инхибиторни сигнали, а добие 20 активирачки. Ако ги одземеме 30 минус 20, тоа е еднакво на плюс 10. Океј? Тоа значи инхибиторните преовладуваат, односно има 10 повеќе, тоа значи оваа НК клетка ќе биде инхибирана. Во ред? Значи, дали една НК клетка ќе биде активирана или не, зависи од сооднос така на инхибиторни наспрема активирачки. Ако има повеќе активирачки, во тој случај ќе се активира НК клетката. Ако има повеќе инхибиторни, во тој случај нема да се активира. И сега да видиме со примерот претходно што го нацртав. Ако НК клетка се поврзе со оваа здравава, таа НК клетка ќе добие нели овакви 3 инхибиторни од зелените и уште 2 инхибиторни од виолетовите. Така значи овие и двете се инхибиторни молекули. Но да речеме дека се врзе една НК клетка со оваа долнава заразена клетка. Во тој случај ќе добиеме еден инхибитор од зелените, еден инхибитор од виолетовите и 3 активирачки од црвените и еден од розеиво. Така. Тоа значи сумарно ќе имаме 2 инхибиторни, а ќе имаме 4 активирачки, односно стимулирачки сигнали. Тоа значи дека оваа НК клетка ќе се активира. Во ред. Значи на тој принцип се активира сушност НК клетката. Сега, кои лиганди се инхибиторни? Инхибиторни лиганди се тие кои се појавуваат кај здрава клетка. Во ред. Тоа значи ако една клетка е здрава, таа не може да биде уништена од НК клетка, бидејќи ќе ја инхибира. Во ред. Можеби ќе се појави некоја си, да речеме дека една црвена ваква, црвен лиганд, кој ќе влие врз активирачки рецептор, ама не е тоа голем проблем, зашто најголем дел се инхибиторни. Во ред, значи најголем дел дека би биле инхибиторни и повторно би било 5 наспрема 1. Тоа значи дека нема да има активација. Значи, здравата клетка експресира протеини кои се врзуваат со инхибиторните рецептори, додека нездравата, односно инфицираната или некоја клетка под стрес, создава активирачки протеини на својата површина. Добро, значи имаме инхибиторни или активирачки рецептори. Но врз база на нивната структура и лигандот кој го поврзуваат, можеме да направиме една друга поделба. Односно, дека имаме некои си рецептори, не е важно дали се активирачки или инхибиторни, но врз база на нивната структура можеме да ги поделиме на два главни типа. Рецептори кои се налик лектини по структура. Така, рецептори кои се налик лектини по структура, а лектини беа протеини, кога се поđe со некоја друга боја, тоа беа протеини кои врзуваа јаглехидрати. Океј. Но, овие лектински рецептори се протеини кои најчесто врзуваат протеини. Тоа значи дека лигандот за овој рецептор е најчесто протеин, иако има лектинска структура. Другиот вид се рецептори кои имаат имуноглобулинска структура, односно ИГ структура. Или ќе обележиме со портокалова боја. Значи, имуноглобулинска структура. И овие ги нарекуваме killer cell immunoglobulin-like receptors, односно killer cell immunoglobulin-like receptors, односно KIR. Сега првично се сметало дека сите KIR рецептори се инхибиторни рецептори. Така се мислело дека сите кои имаат KIR структура праќале инхибиторни сигнали. Но понатаму се открило дека тоа не е точно. Дека постојат KIR рецептори кои што праќаат стимулаторни, односно активирачки сигнали. И тоа станало конфузно. Но нешто што уште повеќе ја укомплицирало работава, откриле дека постојат рецептори каде што екстрацелуларниот дел, односно вонклеточниот, е исти по структура, а едниот е инхибитор, другиот е стимулатор, односно активирачки.
Односно, што мислам со тоа? Да речеме дека имаме рецептор, така, каде што надворешниот дел е ист. Да речеме ќе го направиме како коцка. Океј? Значи, взимаш два рецептори и надворешниот дел, ако им го гледаш, по структура е сосема ист. И истиот, и врзува ист лиганд. Така, например, овој врзува ваква сина коцка и овој врзува истата така коцка. Значи, ист надворешен рецептор, така. И врзуваат ист лиганд. Но, што се случува? Во внатрешноста, едниот има и там региони, така, например, едниот има и там региони, каде што и там стоеше за имунорецептор тирозин-based активирачки мотиви. Односно, овој активира кинази, односно, овој е активирачки. Така. Другиов има, со црвена боја, ИТИМ. Значи, ИТИМ. Океј. ИТИМ региони, што стоиш за имунорецептор тирозин-like inhibitory motifs. И овој всушност активира фосфатази. Односно, овој врши инхибиција. Сега ова е многу конфузно и си викаш ова е сосема глупо, зошто вака? Зошто да има ист рецептор кој врзува ист лиганд, а едниот инхибира, другиот стимулира. И било многу проблем зошто постои ова општо и рекле добро, може би постои ова, ама двата заедно не се сретнуваат на иста клетка. Например, да речеме дека овој ќе осретнеме на една енка клетка, овој на друга енка клетка. Така да нема да има проблем. Ако се сретнуваат на различни клетки, ќе речеш ај тоа не е до толку проблем. А после нашле дека можеш да ги најдеш на иста клетка. Тоа не е добро, тоа е мана еден си вид. Може би си има некоја улога, не знаеме, но вака логично ако размислиш, тоа е мана, зашто еднаш ќе инхибира, другиот ќе активира. Но на некој начин се поништува, така, ќе врзат истиот лиганд, ќе каже плюс, другиот минус и ова пак се враќа на нула. Така што за џабе ги има, се поништува едниот со другиот. Не е нешто многу штетно. Бидејќи врзуваат ист лиганд, ќе се поништат. Ваква една група на рецептори кои врзуваат исти лиганди, а се обратни, се всушност откриени и се нарекуваат, мислам има еден, нека земеме пример, CD94, NKG, и сега постојат две форми. Едната е 2А, другата форма е всушност 2C. Океј, формата А е инхибиторна, ќе ближам со некој друго боја, че формата А е инхибиторна, додека формата С е стимулаторна. Иако, всушност имаат надворешно иста структура. Значи надворешната замисли да се го CD94, додека ова е внатрешната структура. Едната инхибира, другата стимулира и врзуваат исти лиганди. Добро. Сега, друга работа што не ја спомнав е да овие KIR рецептори, значи рецептори кои имаат имуноглобулинска структура, најчесто врзуваат МХЦ молекули. Ама не го препознаваат пептидот, они ја препознаваат МХЦ молекулата како МХЦ молекула. Ако збориме за човек, тоа е ХЛА. Препознаваат ХЛА, Б и С. Во ред? Значи, они препознаваат ХЛА молекули, односно МХЦ молекули, али не го препознаваат пептидот кој е асоциран со нејзе. Во ред? Тоа го знаеме. Но, интересно е, и тие најчесто се инхибиторни, значи овие кои препознаваат ХЛА најчесто се инхибиторни рецептори, кои ќе прават инхибиторен сигнал. Но интересно е дека рецепторите кои препознаваат активирачки, мислам кои праќаат активирачки сигнали, не знаеме кои се лигандите. Значи ова е малце глупо, но окей. Значи реков дека постои рецептор, така, кој ќе биде стимулиран од некој си лиганд, тој ќе прати стимулаторен сигнал. Океј, активирачки, кој ќе активира кинази и така натаму. Но, кој е лигандов за кој се врзува овој рецептор, не знаеме. За најголем дел не знаеме. Во ред, значи најчесто не знаеме кој е лигандот. Не знаеме. Знаеме дека има некој лиганд за кој се врзува и од кој ќе се врзе праќа стимулаторен сигнал,
Ама кој е тој лигант? Не може да има некои истражувања за некои рецептори, точно, но за најголем дел не знаеме кои се тие лиганди со кои се поврзува. Сега знаеме за некој. Например, ќе спомнам пример, земе со оваа боја, имаме некој си активирачки рецептор, кој е наречен NKG2D, и он препознава, значи овој рецептор, ево ќе обележиме како рецептор, он препознава молекули кои се наречени MIG-A, значи MIG-A, имаме MIG-B, и овие молекули се налик МХЦ молекули, така, со кои асоцираат со овој рецептор, значи MHC-like ќе бележиме, кои што се сретнуваат само на туморни или вирусно инфицирани клетки. Така, значи кај туморни, односно канцерозни или пак вирус инфицирани. Ама не се сретнуваат на нормални клетки. И тоа е добро, така треба да биде. Бидејќи они кои ќе се поврзат овдека, овој ќе прати активирачки сигнал. Во ред? Значи овие молекули ги имаме на туморни вирусни, се врзуваат со овој рецептор и тој праќа активирачки сигнал. И овие ги знаеме, но најголем дел не ги знаеме. Во ред? Инаку постојат уште многу различни рецептори кои ги знаеме, ја сега нема тука да ги спомнувам, и многу различни лиганди и рецептори кои се најдени кај глувци и така натаму. Значи тоа не е толку битно. Сега само да видиме, да сумираме како се ова што го спомнавме им помага, мислам како се ова работи да НК клетките одстранат клетки кои се заболени од вируси или пак туморозни клетки. Значи ајде идеме вака на чисто овдека. Добро, имаме тука една НК клетка и имаме различни клетки. Значи оваа првата е нормална клетка, оваа втората е заболена од вирус, каде што може да презентира пептиди. Оваа третава е заболена исто така од вирус, но овој вирус, ако памтите, спомнавме дека има некои вируси кои ги тераат клетките да не презентираат МХЦ молекули. Во ред? Оваа е некоја си оштетена клетка, или клетка под стрес ке речеме. И оваа е туморна клетка, односно канцер клетка. И да видиме. Првин НК клеткава иде кај нормалната клетка и имам вакви многу зелени молекули, ќе бележиме една црвена вака или две. И така да добива, не знам, лупам сега бројки, 30 инхибиторни и еден активирачки или два, така што оваа нема да биде убиена. Нормално ги имам и овие KIR рецептори кои препознаваат и МХЦ молекули. Гледа има 1, 2, 3, 4, 5. Така има 5 МХЦ молекули, тоа е исто инхибиторен. Океј. Значи оваа се живее. Иде кај нареднава. Нареднава гледа има многу малце МХЦ молекули. Што е проблемов? Има малце и не само што има малце, него има и некои чудни МХЦ молекули. Значи вака. Има некласични МХЦ молекули. Океј. Значи не класични МХЦ. Памтете кога зборавме за МХЦ, имаше класични и некласични. И гледа, вика, шо е ова вакво МХЦ овдека, а? Шо е ова, има некој проблем? Имаш само 2 МХЦ молекули, тоа е малку, ама ајде ќе помине. Имаш некласичен, тоа не е арно. Зошто имаш некласични? Добро, друго прави инспекција, гледа, вика, имаш 2 инхибиторни и имаш 3 стимулаторни. Океј. Сега кога сум ги ставил бројки искача на 0, ја ставим уште 2 вака, така да ова овдека бројче да се искочи на 5. И сега вика, аха, ова не чини, ова нишо, смрт за тебе, апоптоза. Добро, иде кај оваа, кај третава. Гледа, ајде дека ќе бележиме уште 2 зелени нека има. Гледа, добро, има 4 инхибиторни, има 4 стимулаторни, ама МХЦ молекули ти фалат. Кај ти се, камо МХЦ молекули? Немаш МХЦ молекули. Тоа значи дека KIR рецепторите нема да бидат стимулирани. Во ред? Значи јавме кај беа. Ева камоцки прошетаме. KIR рецептори, така кои препознава МХЦ молекули, они ХЛА, Б и С, тоа е всушност МХЦ1. Ги препознава нив. Ако нема што да препознаат, во тој случај нема да се прати инхибиторен сигнал. Ако не се прати инхибиторен сигнал, тоа е проблем. Вика камо МХЦ молекули, ништо и тие апоптоза. Не ми покажуваш МХЦ. Али поентата интересно е, ако прикаже МХЦ,
така да речеме дека горе едно ќе бележам, и прикачи МХЦ, во тој случај цитотоксик ќе рече што е ова тука вирусот вака, зошто има вирус. А ако не прикаже, НК клетка ќе каже зошто не прикажуваш. Значи многу интересен систем, кој double fail switch, ако прикаже, исто така ќе биде елиминирана, и ако не прикаже, пак ќе биде елиминирана. Така што му нема спас на вирусот. Ова е некоја си клетка која е оштетена, така под стрес, прикажува малце МХЦ молекули, прикажува некоја си некласична МХЦ молекула, некои чудни овдека протеини, некоја си боја. Така што и ова ништо не за апоптоза, исто така. А и ти у апоптоза. И дека е последнава туморна клетка. Камо МХЦ молекули немаш. Сега некои постојат многу видови туморни клетки, нема врска. Некои може да прикажуваат нормално МХЦ, некои не мора, некои ќе прикажуваат одредени инхибиторни протеини, некои стимулаторни и така натаму. Но најчесто ќе рече и ти иди у апоптоза. Во ред. Не мора секогаш, значи некогаш може да и се протне низ системов, али најчесто ја гледа и иди у апоптоза. И ова се случува на дневна база неколку илјадници пати, значи ние толку ДНА се копира цело време, нормално дека некои ќе станат канцерозни клетки, ама ги решаваат брзо. Сега некој ќе помине и тоа е лошо. Иначе ова активирање овдека кај третава, која што нема МХЦ молекули а не изе, се нарекува activation by missing self, односно recognition by missing self. Препознавање од фалење на себе си. Така како ти не си ти. Така што иди у апоптоза. Сега ќе видиме некои слики, зашто ова беше главно тоа што требаше да се каже. Инаку постојат, значи дека ќе бележиме, постојат и НК мемориски клетки. Односно, не е ова супер истражено, ама постои некаква си меморија на natural killer cells. И ова е прилично ново, значи го нема во сите книги, дека има некаква си меморија. Некои патогени може да ги запаметат. Иако првично се сметаше дека немаат, сега има некои податоци дека можеби има ваква меморија. Постојат уште два вида клетки кои сам да спомнам, пак идеме на слики. Првиот е НКТ клетки. Значи овие ги имаме спомнато и овие клетки се еден вид фузија помеѓу Т клетки фузирани со НК клетки. И многу се интересни поради тоа што овие НКТ клетки имаат Т-клеточен рецептор. Значи имаат Т-клеточен рецептор, но овој Т-клеточен рецептор не се добива со рекомбинирање. Океј, значи има некоја си варијабилност која е многу мала, која е кодирана од самите гени, ама не се рекомбинира. Во ред? Значи Т-клеточен рецептор без рекомбинирање. Друга карактеристика е да молекулите кои се наоѓаат на незината површина се всушност молекули кои ги сретнуваме кај НК клетки. Во ред? Овој Т-клеточен рецептор исто така не препознава МХЦ, асоциран со пептид, него препознава гликолипид кој е асоциран со CD молекула. Значи препознава гликолипид асоциран со CD1. Не прават мемориски клетки, така значи нема меморија. Исто така убиваат преку фаз L. Океј, значи има тука фаз лиганд со кој всушност завршат апоптоза на некои си клетки, но исто така може да се однесуваат и како T-helper клетка. Значи може да се однесуваат како T-цитотоксик, може да се однесуваат како T-helper, лачат многу цитокини, значи многу цитокини лачат, кои контролираат различни имуни реакции, но главно ги сметаме како дел од вроден имун систем. Иначе може да имат така и корецептор CD4, но не мора. Така значи некогаш има CD4, некогаш нема CD4. Значи е многу чуден вид на клетка. Дали правим биле овие, па биле Т клетките или пак биле овие, па биле НК клетките, не се знае, значи малце е комплицирано и не ги имаме кај сите видови. Така значи различно еволутивно се развиле. Иначе они посредуваат во убивање на бактерии, особено бактерии кои имаат различни липопротеински, односно гликолипиди или некои различни липидни антигени,
Значи учествуваат во имунитетот кај што помагаат при уништување на бактерии, на вируси и уништување на туморни клетки. Односно, бидејќи некои туморни клетки имаат липидни антигени и овие ги препознаваат тие гликолипиди. И постојат вакви маид клетки, мукоза асоцирани инваријантни Т клетки. Инваријантни бидејќи нема рекомбинирање на ТЦР. И прочитате си го ова ако сакате повеќе, но нема да го објаснам. И ова значи само некои слики дека имаме, да одзумирам вака. Имаме различни рецептори, така, значи ние само некои ги дискутиравме што препознаваат кои лиганди, така некои се инхибитори, некои се активирачки, така натаму. А одека доле имаме CD4 клетка што препознаваат CD8, NKT клетка, NK клетка, друга NK клетка. Имаме слика дека например инхибиторен и стимулирачки, активирачки сигнал ништо, бидејќи се поништуваат едно со друго, овдека само ова и тоа ќе иде кон убивање на клетката. Имаме овдека може да биде убивање на повредени клетки, убивање на инфецирани клетки, дека НК клетки помагаат на макрофагите со интерлеукин 12. Тоа е добро се објасни и овдека имаме само уште една слика. Ни покажува препознавање на нормални клетки, клеточна активација блокирана, бидејќи имаме инхибиторни сигнали. Ако препознаат инфицирани, оштетени или туморски клетки, се активира, тоа ќе е убиена. И тоа е главно се за ова видео, се надам дека научивте што ново. Прилично имаше доста информации во ова видео, значи треба да се иџва убаво, но треба да го сватите основниот концепт, така како работат НК клетките. И тоа е се. Ќе се видиме во наредното видео. Довидување.